Добра вечер. Го следите централното информативно издание на 1 ТВ. Во изминатите 24 часа главна вест, односно вест која бренуваше јавноста, е состојбата во исламската верска заедница. Јавноста пак е бранувана месеци наназад со темата непотистички вработувања, односно вработување на блиски роднини на актуелни функционери. Сепак денешниот дневник ќе го отвориме со вести од јавното здравје. Ацо? Да, гостин во, Христина ви кажа од прилика што ќе содржи овој дневник на 1 ТВ. Инаку наш гостин вечерва е Бујар Османи, но овој пат не во својство на вице-премиер и нема да ни зборува за нашиот пат кон Европската Унија, преговорите да ги почнеме со Европската Унија, туку како портпарол на владеачката ДУИ. Тие беа меѓу првите што синоќа реагира дека не треба државата да се меша во верските случувања, дека исламската верска заедница, како и што и Македонската православна црква се автономни и реагира бурно на она што се случува. Ќе го прашаме дали како дел од владата тие мислат дека владата се вмешала, но да оставиме тоа, да видиме што ќе каже Бујар Османи за тоа и за говорот на омраза кој го употреби реисот на исламската верска заедница Сулейман Реджепи. Така, но на самиот почеток да ги погледнеме и останатите најави на денот. Шеснаесетгодишна девојка со морбили се бори за живот. Жолтица прогласена во посебното основно училиште Климент Охридски. Обвинувања за фалсификат на документите со кои се доаѓа до тронот на ИВЗ. Властите тврдат дека не се мешаат. На оваа тема разговараме со вице-премиерот Бујар Османи. 9 лица се вработиле непотистички, утврди антикорупцијска, 2 прекршочни за председателот во заминување. Собственикот на Дурмотурс и возачот на автобусот пратени во домашен притвор, одлучи судијата на претходна постапка. Обвинителството се жали на 6 страници. Ќе биде ли Владо Бучковски освен осомничен и сведок во случајот корупција во Маđар Телеком? Епидемијата од морбили се уште не стивнува. Секој ден се регистрираат нови случаи со ова заболување. Девојче се бори за живот, а во потешка состојба по компликации се уште 2 деца и 3 возрасни лица. Андреја Чобанова ги следи состојбите во здравството. 16-годишната девојка со морбили и бронхопневмонија се уште се бори за живот во клиниката за инфективни болести. Во потешка здравствена состојба има уште 3 возрасни и 2 деца кои добиле компликации. Епидемијата од морбили се уште не стивнува, бидејќи секој ден се регистрираат нови заболени. Од појавата на морбили до сега заболени се повеќе од 1000 лица. Комисијата за заразни болести веќе прогласи епидемија на ниво на цела држава, откако состојбата со мали сипаници стана алармантна. 16-годишната девојка која има морбили и бронхопневмонија е на оделот за интензивно лекување и е на механичка вентилација. 2 деца и 3 возрасни се во потешка здравствена состојба како последица на заболувањето. Во минатите 24 часа се прегледани 10 пациенти, од кои 8 се хоспитализирани од мали сипаници, а во моментов на клиниката за инфективни болести се хоспитализирани 36 пациенти. Во меѓувреме и денес продолжува теренската вакцинација во училиштата. За 2 дена мобилните медицински екипи успеале да вакцинираат само 44 деца од вкупно 880, што биле на списокот да примат вакцина која штити од мали сипаници, рубеола и заушки. Последните податоци од вакциналните пунктови е дека уште 3500 ученици не се заштитени од МРП вакцина. Во посебното основно училиште Климент Охридски во Ново село е прогласена епидемија на заразна жолтица, информира доктор Силвана Петкоска, специјалист епидемиолог од Центарот за јавно здравје во Струмица. Во училиштето се школуваат околу 50 на деца со попречаност, а дел од нив се сместени во училишниот интернат. До сега се регистрирани 11 пациенти кај кои е откриен вирусот хепатитис А. Првиот случај е откриен минатиот месец, а вториот се појавил во почетокот на април. Се појавиле и нови случаи, а меѓу нив има и една воспитувачка.
Еве ги првите резултати, така да кажем, од новиот состав на антикорупцијската комисија. 2 прекршочни пријави за шефот на државата, за претседателот Ѓорге Иванов од антикорупцијската комисија за незаконско унапредување во армијата. Државната комисија за спречување на корупцијата на денешната седница донесе одлука за поведување 2 прекршочни постапки против претседателот на државата Ѓорге Иванов за донесени укази за унапредување и поставување старешини во армијата за време на изборниот период, објавени во службен весник на 26 февруари годинава, што представува непочитување на забраните утврдени на изборниот законник и законот за спречување корупција и судир на интереси. Така, ова не е единствената одлука која денеска беше донесена од страна на антикорупцијската комисија. 9 лица се вработиле спротивно од законот, утврди комисијата за антикорупција. Вработувањето на синот на пратеничката Мира Стојчевска во Елем, сестрата на министерот Крешник Бектеши во МЕПСО се дел од спорните вработувања. Најмногу блиски роднини во јавниот сектор пак се вработени на пратеникот и секретар на СДСМ Александар Кирацовски. Деталите ги има колегата Христијан Баневски. Антикорупционерите со препорака до власта, надлежните министерства да направат анализа на законите за вработување во јавниот сектор со цел да се отстранат можностите за влијанија и злоупотреби, особено при процесот на вработување на блиски лица до функционерите. Ова е заклучокот на антикорупцијска по анализа на првите 18 случаи кои ги отвори за непотизам. Во половина од нив, вкупно 9, се утврдени неправилности, меѓу кои и случајот со вработување на синот на пратеничката Мира Стојчевска во Елем и за сестрата на министерот Крешник Бектеши во МЕПСО. Најмногу блиски роднини во јавниот сектор се вработени на пратеникот и секретар на СДСМ Александар Кирацовски. За антикорупцијска спорно е вработувањето на неговиот дедо во Елем Новаци, сестрата во Централен регистар, како и мајката на неговата сопруга во домот за ученици Мирка Гинова. Како основна алатка за избор на кандидатите се користи интервјуто. Не се утврдени критериуми за евалуација на личните и стручните квалификации на кандидатите, ниту има пракса за подготвување ранг листа. Имајќи предвид дека со законските акти не е утврдена обврска за усвојување на процедури за спроведување на постапките за вработување, дискреционото право на одговорното лице се користи во најголем број на случаите. Освен тоа, одбиените кандидати кои конкурирале на огласите добиле само известување дека се одбиени, без можност да се жалат. Во 6 случаи наменски биле креирани работните места непосредно пред објавувањето на огласите, додека пак во останатите 2 објавениот оглас не бил во согласност со условите од систематизацијата, туку според условите кои ги исполнувал кандидатот. Како што посочуваат антикорупционерите, најчесто станува збор за злоупотреба на дискреционите овластувања при вработување. Самите законски решенија што се во текот, оно што се во моментот актуелни, може би да створат и да генерираат ситуации до која што може, така нареченото или веќе дадена можност за дискреција, да креираат на одреден начин непотизам. Но ја не би рекол само непотизам, би рекол воопшто фаворизам или клиентелизам при вработувањето. За 2 случаи антикорупцијската чека потврда од МВР, бидејќи станува збор за класифицирани документи. 2 предмети се затворени, меѓу кои и случајот за ќерката на пратеничката Емилија Александрова, бидејќи таа никогаш не се јавила на оглас во Фондот за иновации, за каде беше објавено дека била вработена. Во 5 случаи не се потврдуваат наводите за влијание при вработување. Станува збор за вработувањето на братот на пратеничката Мира Стојчевска и унапредувањето на нејзиниот сопруг, ќерката на Талат Џафери, сопругата на градоначалникот на Неготино, а не се потврдува ниту при вработувањето на синот на пратеникот Горан Мисовски. Статистички гледано вработени се 11 блиски лица на 7 пратеници, 2 на 2 министри и 3 блиски лица на 3 градоначалници. Најмногу вработувања има во АД Елем, потоа во секторот образование, во МВР, Централен регистар и едно во МЕПСО. Антикорупционерите напоменаа дека ова се само првите 18 случаи, но наскоро ќе информираат и за 42 случаи за вработувања отворени по сопствена иницијатива.
Преминуваме на темите поврзани со состојбата во исламската верска заедница. Дали има нов пуч во ИВЗ со останувањето на Реизот Реджепи? Денеска пред судиштето на ИВЗ мирно, но со скандалозни обвинувања од страна на Скендер Бузаку дека таборот на Реджепи ги држи просториите со закани и со калашникови. Приврзаниците на Реджепи пак тврдат дека документите по кои судот одлучувал за нов поглавар на ИВЗ се фалсификувани. Деталите од колешката Весна Велкова-Тодоровска. Двата табора во исламската верска заедница, на актуелниот Реис Реджепи и на новоназначениот Бузаку, со две различни верзии за документите на кои судот се повикува за својата одлука, ИВЗ да има нов поглавар. Меѓу себе се обвинуваат за фалсификат. Од ИВЗ тврдат дека потписот на Реджепи не е негов, а документите се оверени со печат украден за време на пучот во 2015 година. Додаваат дека ќе ги искористат сите законски норми за, како што велат, големата измама. Не исклучуваат ниту тужба против Бузаку. Имаме работа со ненормални суди кои буквално нивното место ни повеќе ни помалку не е само во насекаде може да биде, само не може да биде во една нормална правна држава. Од друга страна пак Бузаку го тврди спротивното, дека поднесените документи до Основниот суд Скопје 2 се веродостојни. Обвини дека не тој, туку таборот на Реджепи ги фалсификува книгите на ИВЗ. Додаде дека за тоа ќе одговараат. Ја држи по заложништво седиштето со своји луѓе, имаме знање дека тој врши и ја држи седиштето и со калашникови таму. Така да не сакаме ние да создаваме клима на упад и на проблеми, пошто ние сме едуцирани. Нашата генерација се стреми за едно ИВЗ кое што ќе биде институција за сите граѓани и во ниеден случај не сме и нема да дозволам ова институција да биде ispolitizirana. Денеска Основниот суд Скопје 2 преку соопштение информира дека одлуката за промена на вршител на функцијата Реис Улуема не е конечна и дека течат роковите за жалба од 15 дена. Потенцираат дека одлуката ја донеле врз основа на поднесена неотповиклива оставка на Реисот Сулејман Реджепи, усвоена на вонредна седница и дека по однос на ова прашање дали таа е фалсификат или пак не, известуваат дека тоа може да биде предмет на друга постапка. Судот не врши промена, туку спроведува и потврдува одлуки на верската заедница што се донесени на вонредна седница на Ријасетот, а врз основа на член 36 и член 68 од Уставот на Исламската верска заедница. И двете групи тврдат дека имаат поддршка. Реджепи, кој утринава со своите приврзаници, влезе во просториите на ИВЗ и не излегува оттаму. Тврди дека пиел кафе со представници на амбасади. Таму денеска беше и аташето од турската амбасада. Бузаку пак вели дека има поддршката од верниците. Да, гостин во вестите, како што на почетокот најавив, е господинот Бујар Османи, вице-премиер. Реков дека нема со него да разговараме како во другите прилики за нашиот пат кон Европската Унија, туку по својство на портпарол за случувањата во Исламската верска заедница. Чинам дека синоќа после се оно што се случуваше во Исламската верска заедница, Дуи беше прва која реагираше и го посочи прстот дека владата не треба да се меша во Исламската верска, во работите околу Исламската верска заедница. Таа е автономна, ние сме секуларна држава. Така. Каде ја најдовте тука владата замешана, бидејќи судската власт е независна, нели? Видете, конзистентен бил ставот на Дуи дека две институции се свети во смисла на немешање на државата. Така. Тоа се универзитетите и верските заедници. И навистина сме внимавале секогаш затоа што искуството покажало дека секогаш било какво вмешување на политиката во овие институции продуцира само регрес. Никогаш не помага во тие институции. И тоа што се случи вчера ние го карактеризиравме како скандалозно и срамно, затоа што не можат судовите да одлучуваат кои ќе бидат поглавари на верските заедници. Тоа никогаш не било, ниту во време на комунизмот, ниту сега, такво право судовите немаат. И затоа го констатиравме дека е нелегален упад кој што го штетува угледот на државата, така да тука се вмешав и како вице-премиер, бидејќи навистина ми е важно да се прикажеме пред светот и да го почитуваме принципот на секуларност и на немешање на државата и на верата.
меѓутоа се нарушува и интегритетот и кредибилитетот на верската заедница, која што е многу важна па во контролата на емоциите на верниците. И доколку ние било кој придонесува да се наруши тој углед, тоа влијание на верските заедници врз верниците, тогаш секој може да ги киднапира емоциите на верниците и да ги насочи во непосакуван правец. Така да ставот на ДУИ е дека мора да се заштити имиджот на државата во поглед на немешањето, но да го заштитиме и угледот и кредибилитетот на верските заедници. Синоќа веднаш се огласи, чинам после вас или не, после изјавата на Сулеман, на Реисот Сулеман Реджепи се огласи алтернативата на Алијансата на села. Тие рекоа дека очигледно е дека исламската верска заедница постојано е, и самиот Реис тоа го признава, дека постојано е блиска со онаа партија која што е на власт, веројатно мисли претходно на ДП, а сега на вас на ДУИ. Видете, токму тоа е мешање на политиката во верските заедници, пошто бидејќи од таа партија квалификува начин на делување на верските заедници. ДУИ во ниту еден момент не коментираше. Од која партија? Од Алијансата коментира за тоа дали е подобен или не подобен Реисот. Мислам дека политичките партии немаат такво право ниту да коментираат дали поглаварите на верските заедници се подобни или неподобни. ДУИ во ниту еден момент не збореше како делува исламската верска заедница, туку зборуваше за уставно загарантираната автономија и независност на верските заедници. И државата и институциите мора тоа да го заштитат. Не заради Реисот, не заради конкретниот човек, заради институцијата и заради имиджот на државата и уставните принципи на немешање на политиката. И тука ние го гледаме ризикот и затоа вака, ако можам да кажам гласно или агресивно реагираме за да се спречи. Добро, вие во ДУИ направивте анализа како дојде до ова и како според првичните информации. Моментот е малку чуден во сред изборен процес, одеднаш и претходно имаше мало недоразбирање, Реисот бурно реагираше, па се стиша. Сега ново. Тајмингот е многу симптоматичен. Некако чудно е малку. Многу е симптоматичен. Тајмингот и треба навистина да се направи анализа кој тоа го поттикна и го поттегна во овој период и со каква цел. Тоа што го знаеме и го дознаваме деновиве е дека барањето за промена на поглаварот е врз основа на фалсификуван состанок на органот кој што одлучува во исламската верска заедница врз основа на ријасетот, врз основа на фалсификувани печати и дека судот врз основа на тоа донел одлука, меѓутоа таа одлука е неизвршна и дека треба да помине период на жалба. Денеска се огласи судот и го објасни така да, затоа рековме дека ниту една институција не треба да постапи, ниту централен регистар треба да постапи во смисла на запишување на таа одлука, ниту пак другите институции да преземат, бидејќи се работи за неизвршна одлука која што треба да се провери, а слушаме дека и органите на прогонот веќе го испитуваат тој фалсификат и веројатно ќе превземаат мери. Мешањето во верските работи, колешката Весна Велковска-Тодоровска работеше повеќе на оваа тема и ги собра, ако можам да кажам, сите забелешки од страна на владата, не само од вашата партија, туку и од вашиот коалиционен партнер. Предлагам пред да продолжиме со разговорот да го погледнеме и тој прилог. Македонија е секуларна држава и не се меша во работата на верските заедници. Ова е денешниот став на владата по вчерашните обвинувања на Реисот на исламската верска заедница Сулејман Реджепи, дека владата и владините институции се обидуваат на чело на иваза да донесат нов поглавар. Северна Македонија е секуларна држава, владата на Република Македонија не навлегува во работата на верските заедници. Во однос на дел од искажаните зборови осудуваме говор на омраза, како и секогаш до сега што се случувало. Институциите кои што се вклучени, кои што работат на одредени проблематики кои што се случуваат во исламската верска заедница, ќе го дадат својот збор во дадено време. Владата не се меша во работата на верските заедници. За синоќешните обвинувања на Реисот Реджепи до Комисијата за односи со верските заедници, дека директорот Даријан Стотировски и неговиот заменик Зеко Абази се вмешани во случувањата во ИВЗ, од Комисијата за односи со верските заедници преку соопштение информираат дека станува збор за внатрешни прашања на верската заедница, за кои апелираат да се решаваат со взаемно разбирање, во согласност со позитивно правните прописи и во интерес на верниците.
Иако на целата јавност и е позната некредибилноста, неоснованоста и невистинитоста на ваквите наводи, поради длабока искрена почит кон граѓаните со муслиманска вероисповед, сакаме да упатиме остар демант и јасна порака дека Комисијата за односи со верските заедници, ниту нејзиното раководство на ниту еден начин не е вмешана во последните случувања и превирања во ИВЗ. Задржувајќи го личното и институционалното реноме на високо ниво, нема воопшто да се впуштаме во понатамошна комуникација со лични дискредитации и инсинуации. Ова беше непримерен чекор за изнесување на клевета. Стои во јавното соопштение на Комисијата за односи со верските заедници. Вчера Реджепи уште обвини дека државата е полициска, дека ова зло нема никогаш да биде заборавено и дека тој и ИВЗ те се вклучат во антипропагандата на овие избори. Зашто Влада на Република Македонија, државата и државните органи се насочени против исламската верска заедница? Ја не сум некој злочинец. Нити имам тендери да делим, да поделим, да плячкам народ. Али паши на џамија. Да не е случајно некој тамо чачка. Тој е више крај. Нема да фати чаша да. Тоа ќе се прилие. Бузаку е еден отпадник од исламска верска заедница, дури и од исламската вера. Ја гарантирам, се колнам во Аллах, тој ако е муслиман, ако тој е муслиман, може и кучињата да биде муслиман. Настаните во ИВЗ започна откако судот донесе одлука, но и започна да се спроведува одлуката со која Скендер Бузаку во регистарот на црквите и верските заедници треба да биде запишан како нов поглавар на ИВЗ. Тој синоќа рече дека случувањата се резултат на внатрешни промени и на судска одлука. Тој направил тука фамилиаризам и вработени не знам колку фамилиарни вработени. Не очекуваме такво нешто, но тој ако си има жалба, ако мисли дека има право да се жали, нека се жали, си ги има своите постапки. Значи ние си постапуваме со институциите. За денеска контрола во ИВЗ најави финансиската полиција. Да, финансиската полиција најави, но не е како што претходно се шпекулираше дека веќе влегла и врши контрола на финансиското работење. Господине Османи, претпоставам дека нема да се согласите со оние, да ги наречем шпекулации, дека за се овие случувања синоќа во исламската верска заедница сепак стои вашата партија и дека тоа го прави од причина што не може да испорача од терен во изборниот, знам дека ќе се насмеете, јасно ми е, не може да испорача резултати за заедничкиот кандидат Стево Пендаровски, па вака со еден ваков скандал и вакви, за да се оправда дека ете верниците албанци се лути и ќе абстинира. Да, тоа е лош спин, кој да го кажал, затоа што целата оваа работа има име и презиме. Има име и презиме подносителот на барањето, за основа на која документација има, но име и презиме судијата кој што ја донела одлуката. И пробајте да најдете било каква поврзаност. Дуи беше вознемирена вчера од тоа што се случи, бидејќи ги знаевме репоркусиите. И затоа и прифатив јас да дојдам денеска овде, затоа што сметам дека чепкањето во верските заедници е најопасното нешто што може да се случи во мултирелигијски и мултиетнички општества и држави. И затоа за да повикам на внимателност и да алармирам до институциите дека нема вмешување на верските заедници во политичките игри. Дуи никогаш тоа го нема правено и ниту има намера да го прави, свесни за ризикот и за последиците кои што може да се случат. Очигледно дека има поедини луѓе кои што излегуваат јавно и постојано се повикуваат на потреба да се нападне исламската верска заедница и во нашиот коалиционен партнер поради лични побуди, обидувајќи се да ја злоупотребат тематичната партија во тие лични побуди, меѓутоа сметам дека секој што ќе се нафати на ова само прави штета на процесот. Прави штета на толеранцијата, а нашата држава се карактеризира со верска толеранција и почит. И сметам дека било каков обид на такви поединци, вклучувајќи и во нашиот коалиционен партнер, да
остварат лични агенди, злоупотребувајќи ги своите колеги, киднапирајќи агендата на својата партија, на својата влада, мислите на својата на СДСМ дека да, тука и они се вмешани во ова? Има поединци кои што јавно тоа го кажуваат постојано на Знам, мислите на Мухамед Закиев. Така, напаѓајќи исламската верска заедница и мислам дека прават штета на овој процес, прават штета посебно во овие денови кога работиме на атмосфера за повикување на излезност на луѓето, а мене ми е важна па излезноста заради европскиот процес. Да. Бидејќи доколку нема излезност на 5 мај, нема успешни избори, ќе има институционална криза и ќе има причина земјите членки да не ни даваат датум. Така да на 5 мај датумот е во рацете на граѓаните, на секој индивидуално кој ќе се реши. И сега секој што отвара вакви теми ги демотивира граѓаните, ги разочарува граѓаните. Од кои причини го прави тоа? Затоа треба да се направи добра анализа и ние со коалиционите партнери планираме да разговараме дали таквите лични агенди треба да ги дозволиме повеќе да го киднапираат процесот. Меѓутоа сметам дека сега ова треба да го оставиме позади нас, органите нека се испитуваат понатаму, судот нека си ја врши работата, судот да си ја врши дали е работата, фалсификат или така, не. а ние да продолжиме да ги повикаме на граѓаните да излезат, да гласат Синоќа на 5 мај. Изет Меджити, тој е шеф на изборниот штаб на заедничкиот кандидат, нели, на Стево Пендаровски. Од тука изјави дека Дуи ќе оди од врата на врата и целосно, без никакви скриени намери, ќе агитира за избор на Пендаровски за председател на државата. Останувате ли на тој и после овие случувања во ИВЗ? Мене ме прашаа денеска дали сме задоволни од резултатот, од нашиот, како граѓаните одговорија на консензуалниот концепт. И реков дека ова беше неизоден пат за сите нас. Значи, никогаш не се случило поддршка во прв круг. И ние работевме и против психолошките бариери кај луѓето, кои што 30 години беа хранети дека треба да гласаат во рамки на етничките Тие психолошки бариери ги имаме и едните и другите, ги имаме и ние и вие, тоа признавам. И мислам дека за првиот обид во еден неизоден пат ние покажавме резултати затоа што нашиот кандидат е во предност. Мислам дека веќе патот ни е изоден и во вториот круг има повеќе ентузијазам да ја завршиме работата како што треба. Тоа што сега не ни треба е вакви испади кои што го компромитираат процесот. Значи има апсолутна волја кај Дуи секоја секунда да се искористи од овие 2 недели, да се оди во секој дом, да се повикаат луѓето, бидејќи ни е важен за завршување на процесите. Ни е важен за НАТО, за ЕУ, за новиот начин на кој што се обидуваме државата да функционира во една мултиетничка функционална демократија. Значи сите предиспозиции ги имаме за ваква завршување на една успешна приказна и дека сега се обидува некој тоа да го саботира и треба храбрите лидери да ги скратат тие обиди. Господин Османи, да се вратиме уште малку на Реизот Реджепи. Тој чинам синоќ имаше уште една во низата скандалозни изјави, а тоа е за судиката која пресуди во однос на овој случај. Рече дека слуша дека е болна, дека може слободно да почине, па пред да го поставам прашањето би сакала прво заедно да ја погледнеме изјавата на Реизот Реджепи. Овој не го направи сама, ова женска. Ја слушам дека она е тамо има нешто проблем со здравје сега моментално, али не го жалам. Таквите нека починат, што побрзо. Беше и проследена со аплауз оваа негова изјава. Тоа се приврзениците на Реизот. Ќе ве навратам наназад и на неговата изјава кога рече дека македонците се див народ. Како вие ги коментирате ваквите изјави на Реизот? Говор на омраза е ова. Видете, мене ме прашаа денеска и во врска со изјавата на Реизот дека нема да имаме гласови ако продолжиме. Да. И јас одговорив дека не е наше да ги коментираме ниту ставовите, ниту делувањето, ниту начинот на организирање на верските заедници. Мора да направиме рез помеѓу државата и верските заедници. Ако почнеме ние да ги коментираме нивните ставови, они да ги коментираат нашите ставови, тоа веќе е вмешување на едни во други. Ја губиме границата помеѓу нас. Не смееме да коментираме институциите. Не, верувам дека делуваат. Не прифаќате говор на омраза како што е ова што го кажа Реизот. Апсолутно, меѓутоа не сакам да отварам тренд на коментирање на политичари и државни институции на верските заедници.
Нека си пресудат граѓаните, нека си и институциите кои што имаат одговорност за тоа. Согласувам со вас, но не може да бидат свети крави. Мора да се осуди ако е говор на омраза дека тоа е недозволиво. Се разбира, но се обидувам да наметнам начин на функционирање во кој ние максимално ќе се воздржиме од меѓусебно коментирање на делувањата на едни од други. Не случајно е поделбата помеѓу државата и верата. И со векови наназад има корени. И тоа е начинот кој што ние сме го одбрале за нас и сметам дека треба максимално ниту верските заедници да коментираат политички прашања и други државни прашања, ниту ние да коментираме нивни прашања. Доколку се разбира се прекршуваат законите, институциите ќе делуваат, ние како политичари ќе реагираме, вклучувајќи и говорот на омраза, меѓутоа се обидувам максимално да бидеме воздржани како политичари, воопшто ниту да коментираме тоа што прават верските заедници. Така, меѓутоа пред малку рековте дека одлуката, судската одлука е практично мешање. Во овој случај, еве во конкретниот случај, обвинителството има отворена постапка по представка од Хелсиншкиот комитет, па каде е тука, до каде завршува мешањето, а каде почнува слободата? Тоа што има надлежност државата е да обезбеди, да гарантира независност и автономија. Значи, не сме судот да назначува поглавар. Бидејќи тоа значи апсолутен упад во верските заедници и во автономијата и во секуларноста на државата. Меѓутоа се согласувате дека сме да постапува за говор на омраза. Реков, било кое кршење на законите, вклучувајќи и говор на омраза, институциите треба да постапуваат. Добро, јас мислам дека кажавме се што имавме да кажеме, дека мислам дека овој инцидент ќе се надмине. Нема многу да влијае на изборниот процес. Јас сметам дека сега треба да се фокусираме на изборите, на излезноста и уште еднаш сакам да апелирам како вице-премиер за европски прашања, дека на 5 мај одлуката дали ќе добиеме преговори или не е во рацете на секој граѓанин, дали ќе направи неколку чекори до избирачкото место. Не велам за кого треба да гласаат, според нивно убедување, но да излезат да гласат, бидејќи од нив зависи дали ќе отвориме преговори, дали ќе имаме нови средства од Европската унија, дали ќе имаме нова иднина за децата. И само за крај да ве прашам, како Бујар Османи, не како вице-премиер, не како портпарол на ДУИ, оптимисти сте дека на 5 мај ќе избереме шеф на држава? Јас сум оптимист затоа што граѓаните на првиот круг дадоа пораки на сите политички партии. И според реакциите гледам дека политичките партии ги разбраат тие пораки. Но вториот изборен круг, јас се надевам, очекувам и апелирам граѓаните да дадат порака за себе, за нивните деца, за нивните семејства. Дека ние сме зрели да донесеме одлуки за нашите институции и да им пратиме порака на земјите членки на Европската унија дека оваа држава е спремна долго време да почне преговори. А таа одлука ќе зависи само од тоа дали граѓанинот ќе оди до избирачкото место. Ништо повеќе. Добро, првиот круг беше оценет како скандинавски избори, да се надеваме дека и во вториот круг ќе апсолутно, да се повтори истата клима, само да се зголеми излезноста и секој да ја преземе одговорноста за ова ново погледе. Господин Османи, ви благодарам на гостувањето во Централниот дневник на Еден ТВ. Така, во продолжение веста дека повчерашните обвинувања на реисот на Исламската верска заедница Сулејман Реџепи дека и владата е замешана во, како што рече, скандалот кој што се случуваше вчера доцна попладнето. Со реакција се оградија и од владата на Република Северна Македонија, од каде демантираат било каква поврзаност со овој случај, за тоа веќе поразговаравме. Остана само уште да кажеме дека основното јавно обвинителство отвори постапка за говор на омраза, а таа представка ја поднесе Хелсиншкиот комитет. По краткиот пресек продолжуваме понатаму со вестите од судството. Судија на претходна постапка одлучил сопственикот на Дурмотурс и возачот на автобусот во кој загинаа 16 лица да одат во домашен притвор. За ваквата одлука обвинителството поднесе жалба испишана на 6 страници. Деталите од колегата Игор Стефановски.
Од затворски во домашен притвор одат првоосомничениот собственик на Дурмотурс Дурмуш Белули и шестоосомничениот возач на автобусот. Одлуката е донесена предвадена од судија на претходна постапка во Скопскиот кривичен суд. На решението вчера жалба поднесе Скопското обвинителство, до која дојде 1ТВ. Обвинителството аргументира на цели 6 страници дека одлуката за поблеги мерки не може да ги носи судија на претходна постапка, откако судии во кривичен совет како повисока инстанца веќе решиле да биде проложен 30-дневниот притвор. Обвинителството ги појаснува надлежностите за притворите на судот. Судија на претходна постапка во првите 30 дена, кривичниот совет може да носи одлуки за мерки за уште 60 дена, повисокиот суд пак најмногу до 90 дена. Во жалбата е наведено дека нема правна логика тој што носи притворски решенија до 30 дена да одлучува и за укинување и носење поблаги мерки. Оваа пракса за обвинителството е апсурдна ситуација. Ова значи драматично кршење на принципот на правна сигурност и известност на органот кој во зависност од фазата на постапката во име на судот ги носи одлуките. Напоменувам дека законодавецот се определил за генеричен поим судот кога говори за обврската во секое време да се приспита мерката притвор по службена должност или предлогот на странките во смисла на член 173 став 1 од ЗКП, а при тоа никаде во законот не дава ексклузивитет тоа да го прави во текот на целата истрага судијата на претходната постапка. Од кривичниот суд велат дека судија на претходна постапка заради влошена здравствена состојба ги облажил мерките од затворски во домашен притвор, а конечната одлука ќе ја има кривичниот совет на Скопска единица докаде ОЈО се жали. Истрагата на Скопското обвинителство е за кобната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово, кога во февруари кај Ласкарци излета автобусот на Дурмотурс. Од тешките повреди загинаа 16 патници. Обвинителството години 6 мина за тешки кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, а еден за несовесно работење. Поранешниот премиер Владо Бучковски да сведочи на судењето Маđар Телеком инсистира одбраната, но тој е осомничен во поврзана предистрага. Потенцираше обвинителката на специјалното јавно обвинителство Лиле Стефанова. Побара дополнително да се произнесе дали Бучковски да сведочи. Треба да провери бидејќи може да стане обвинет, па нема да може да се појави како сведок. Стефанова на судењето посочи и дека од доказите дошла до доверлив документ во кој го има извештајот од внатрешната ревизија во Македонски Телеком. Не е јасно зошто Скопското обвинителство документот не го вметнал во обвинението. Тој документ треба да го обезбеди на наредното судење закажано за 8 мај. Во полнек кампањата за вториот изборен круг од председателските избори закажани за 5 мај. Председателските кандидати со различни пораки до гласачите. Концептот на Пендаровски е едно општество за сите и евроатланско интегрирање, а не изолација и поделби. Силјановска Давкова пак со став мора да стави крај на просечноста во политиката и дека треба да почне нова пролетно ориентирана политика која ќе ги разбуди најумните и најкритичните. Доста ни од 30 години транзиција, од мрачниот тунел на криминалот и од режимот на фамилијата, истакна Пендаровски на средба со граѓаните во Тетово. Тој потсети дека оваа генерација политичари мораше да донесе одлуки што не ги донел никој изминативе 30 години. Силјановска Давкова, која седна на дебата со младите, напомена дека без критично мислење не може да има реформи. Воедно, во фокусот повторно ги стави жените. Дополни дека ако младите не бидат вклучени во решавање на сегашноста, нема да можат да влијаат врз иднината. После изгледа дека ќе чека на ред метлата која Драган Спасов Дац му ја подари на премиерот Зоран Заев синоќа во Тетово, откако откри дека му се обратиле неколкумина доброволци кои самостојно се пријавиле да бидат разрешени од функцијата која ја извршуваат. Но колку премиерот ќе биде моќен да направи детална чистка, останува да се види, смета Боријан Ѓузелов, докторант во Лондон. Најголемиот политички опонент на Заев, Христијан Мицкоски пак, смета дека проблемот не е во чистката, туку во тој што треба да ја проведе. Деталите од колегата Антонио Крстевски. И имам и морална должност да ја предам и оваа метла за онаа чистка што треба да се направи. Метлата уште не заигра, веќе се јавиле првите доброволци. Барем така вели премиерот Зоран Заев, на чија адреса веќе стигнале неколку понуди за оставки. Иако не откри конкретни имиња, од Тетово тој порача дека промени мора да има. Доколку функционерите не си ја вршат работата, мора сами да отстапат, а на нивно место да седнат други личности, чиј приоритет ќе бидат интересите на граѓаните.
Во овој изборен период законот не дозволува разрешување од функциите, но веднаш по завршувањето на изборите, метлата ќе биде ставена во функција, вели Заев. Граѓаните кои што добија голема чест да водат институции, да бидат директори, министри, носители на јавни функции, за жал се изгубија во тој дел заради тоа што се отуѓа од народот. Се поставија повисоко, тоа се моите согледувања. Дел од задачите кои што ги добиваат со поставувањето на тие функции не ги завршија. Веројатно, јас знам дека граѓаните не очекуваат за 23 месеци сите од извршната власт да ги завршат работите, но очигледно е тука незадоволството. И затоа најавив промени. Најавив чистка, најавив реконструкции, тие ќе се случуваат, секако штом законот тоа го возможи. Но колку Заев во овој момент е моќен да направи чистка е знак прашалник, смета Боријан Ѓузелов, докторант на Универзитетот Квин Мери во Лондон. Не знам како ќе се одвива таа чистка и колку на вистина Заев има моќ и има одлучност да ги промени од корен работите, онака како што ветуваше пред да дојде на власт, кога ветуваше реизбор на суди и така натаму. Од друга страна, на локално ниво нема надлежност и нема можност како да ги смени градоначалниците. Тие може сами да си дадат оставка, ама тоа ќе значи нови избори и со овој рейтинг веројатно ќе значи изборно фијаско за владеачкото мнозинство. Така што, за жал, мислам дека многу се ограничени можностите за чистка. Чистката пак според опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски не е проблем, туку тој што треба да ја спроведе. Според него Заев не ги оствари своите претходни ветувања дека ќе се расчисти со двајца министри во неговата влада осомничени за корупција, но тоа не се случи. Со иста теза како Мицкоски излезе и кандидатката за председател на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска, која исто така го посочи овој случај. Поради долгиот разговор со вице-премиерот Бујар Османи, сепак во овој информативно издание нема да имаме време за да ги погледнеме сите предвидени содржините за гостувањето на папата, но и вестите од светот, како и се останато што подготвивме за вас, ќе погледнете во следното информативно издание, а сега мора да оставиме време за спортот на колегата Слаѓан Ивковиќ. Слаѓан, повели што има ново денеска од спортот. Така, благодарам. Во интерес на времето да преминеме и веднаш предлагам на најновите вести од спортот. Добро вечер во спортските вести. Тоа што веќе со денови на големо се најавува, денеска и се официјализираше. Македонската кошаркарска легенда Перо Антич во друштво на Тодор Гечевски, Владимир Георгиевски ја презентираше програмата за негова кандидатура во битката за тронот на Македонската кошаркарска федерација. Под слоганот спортот на спортистите со амбиција да стане новиот председател на Македонската кошаркарска федерација, Перо Антич во друштво на неговиот поранешен соиграч од репрезентативниот дрес Тодор Гечевски и заедно со некогашниот кошаркар Владимир Георгиевски ја промовираше програмата за председателската кампања. Единствениот кошаркар од земјава кој бил дел од НБА лигата најави генерален спонзор за сите лиги, намалување на котизацијата, намалување на казните, подобрување на условите за работа и поголема транспарентност во работењето на федерацијата, доколку тој стане нов председател на МКФ. Богати клубови, богата федерација. Федерацијата да биде сервис, а не клубовите да бидат сервис на федерацијата. Да имаме взаемна комуникација, како што доликува, да ги проблемите да ги решаваме заедно, и да соработуваме и да носиме резултати за оваа држава, на клубски план и на репрезентативен план. Гечевски пак се осврна на плановите за подобрување на резултатите на сениорската, но и на младинските селекции. Знаеме каде беше сениорската репрезентација и учествуваше на сите европски првенства на неколку европски првенства во континуитет, а сега сме во некоја квалификации за квалификации на европски и на светски првенства. За тоа да биде променето, ние како тим сакаме да обезбедиме многу подобри услови за членовите на нашата репрезентација. Припремите да се одвиваат во европски спортски центри, да ги имаат најдобрите можни услови, за да даваат најдобри можни